Përshëndetje të dashur miq, Jaku po ritakohemi sërish së bashku me emisionin Gjurmët në këtë ditë të martë. Dhe në fakt, si edhe ditëve tjera, tashmë ju e dini, ne I trajtojmë këtu gjërat të cilat kanë karakter social, të cilat na prekin në një formë ose në një tjetër, në mënyrë direkte apo indirekte ne në jetën tonë të përditshme, dhe që në fakt shohim të flasim ato në dimensione pak më të thella, me detaje pak më shumë, dhe sot emisionin do t'ja dedikojmë ndeshjeve sportive. Në fakt, ne gjithmonë themi që arti dhe sporti janë dy ambasadorët më të mirë të një kombi, sepse ata unifikojnë kombin në mënyrë perfekte, pa ndasi dhe pa I marrë parasysh të gjitha gjërat që ndoshta na bëjnë të ndryshëm. Por jo vetëm, ata janë edhe ambasadorët më të mirë tanë në botë. Mirë po, kur bëhet fjalë për sportin në nivel republikan këtu tek ne, apo brenda kufive të Maqedonisë, ne në fakt përballemi me një fenomen I cili për gjatë kohë, për vite me radhë, vetëm se përsëritet, pavarësisht sankcionimeve, pavarësisht masave të cilat thuhet se ndërmiren dhe ndoshta edhe ndërmiren, por që ne të njëjtën gjë e shohim të përsëritet. Në fakt, në momentin kur kemi dy ekipe, një maqedone, një shqiptare, të cilat janë në fushë, është pothuajse e paevitueshme një thirrje, një brohoritje e cila ka karakter nacionalist brenda saj dhe e cila ka për qëllim që të ofendoj palën tjetër. Dhe në fakt, kjo tregon shumë si për kulturën tonë si popull, por tregon shumë edhe për sportin në cilin ne e zhvillojmë. Sa ndikon kjo në fakt në sport, por sa ndikon kjo në rritjen edhe të urrejtjes ndëretnike. A konsiderohet kjo gjuhë e urrejtjes dhe ne e njohim si të tillë? Për gjitha këto ne do flasim me mysafirën tonë këtu në studio, e cila na vjen nga Komiteti I Helsinkut, të cilët shumë shpesh flasin mbi këtë drejtim dhe mbi këtë problematikë. Ne shumë shpesh përballemi me këtë problematikë, kështu që për të parë në fakt se si qëndron situata reale në vendin tonë, me mua në studio është Natasha Petkovska. Dobar ден, добро ни дојдовте. Добар ден, фала ви на поканата. Првично би сакала да почнам со тоа дали обожавате спортот или не? Да. Да, искрено да. Не сите спортови, ама да, гледам доста ракомет особено, гледам И фудбал, сега можда во поскоро време не толку многу, ама да, секако. Јас од друга страна не обожавам многу спортот, ама особено не ги обожавам моментите кога имаме говор на омраза внатре во стадион. Дали знаеме ние да препознаваме дека тие викања, тие зборови кои што ние ги кажуваме внатре се говор на омраза? Така, говорот на омраза во Република Северна Македонија е си уште еден брзо растечки тренд во последниве неколку години и е доста непроверен тренд. Еве, например, да, нема некоја универзално прифатена дефиниција за тоа што е говор на омраза, меѓутоа се согледува во штетните последици кои што ги има на единката, да речеме, на која што се незнава, меѓутоа и на групата на која што таа припаѓа, а со тоа и на целото општество како целина. Говорот на омраза лежи некаде во врската помеѓу слободата на изразување и слободата од дискриминација, односно заштитата од дискриминација. Говорот на омраза може да оттуги, односно да маргинализира одредено лице, меѓутоа не само тоа, туку и другите лица кои што се идентификуваат со таа група. Значи сите оние, бевме сведоци на скандирање на спортски трибини, со навредливи изрази, со навредливи изразувања кои што во себе имаат потенцијал или повикуваат на насилство, односно на раздор, на омраза и така натаму, и сето тоа е говор на омраза и покрај тоа што немаме нека универзално прифатена дефиниција. Говорот на омраза се представува како повеќе слоен концепт, всушност, кој што најмногу се однесува на штетните последици кои што ги има врз општеството и влијае на мирот во општеството, на квалитетот на живот на една цела заедница. Може да се изрази преку директно и јавно, например, повикување да се изврши геноцид, потикнување омраза, насилство или дискриминација, како што веќе споменавме, расистички, ксенофобични навреди, напади и така натаму. Понатаму, значи, основите се разноразни врз основа на етничка основа, национална основа, врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет и така натаму.
Сведоци сме на тоа дека за жал спортските трибини се уште остануваат најчестиот простор каде што се случува овој говор на омраза. Сепак кога зборуваме за говорот на омраза треба да направиме една разлика помеѓу најсериозните видови на говор на омраза, кои што всушност подлежат на кривична одговорност, и понатаму некои помалку сериозни, како што се дефинирани со меѓународните стандарди, кои што може да се решаваат и со граѓанското право и управно право. Меѓународното право всушност пропишува дека за правото на човекот пропишува дека државите може да ја ограничат слободата на изразување, меѓутоа тоа мора да има одредени услови за да се случи, односно мора да биде тоа пропишано со законот, да има легитимна цел, например да се заштитат правата на другите или да се неопходни во демократско општество. Штетата која што говорат на омраза ја предизвикува најчесто од морален карактер и како што напоменав засега не само поединецот, односно жртвата на говорот на омраза, туку и целата група кон која е насочена и целото општество. Рековте дека може да има две моменти говорот на омраза да промине во кривична дел, на кривичен законник и да биде санкционирано исто, ке зборуваме за тој дел, и да нема многу голем ефект или пак важност, да кажеме така. Овие моменти кои ги имаме во трибуните, каде спаѓаат? Така, овие сега спаѓаат под кривична одговорност и тука реално зборуваме за играта Вардар Башкими. Мислам тоа се изрази кои што поттикнуваат насилство, кое што разумно се верува дека ќе доведе до насилство. Мислам дека и тоа го гледаме, после тоа се пренесува на социјалните мрежи. Значи од трибините станува вирално, читаме коментари кои што имаат нели повикувачки действија на насилство, на дискриминација дополнително и така натаму. Така што во секој случај ова треба да подлежи на кривична одговорност, затоа што се мислам ќе зборуваме можеби за санкциите, меѓутоа кривично правните санкции треба да се користат во крајна мера. Освен, нели, како во вакви случаи, кога има потреба од тоа да се одвратат сторителите од ширење говор на омраза и да се испрати силна порака дека говорот на омраза понатаму нема да биде толериран. Така што според мене не би требало да е постапка пред јавното обвинителство. Ние ќе зборуваме за санкциите, бидејќи е моменти на тоа дали во моментот на санкционирање, дали во иднина ќе ги имаме следните случаи, но ние како држава во кривичниот законник како ни е ставена говор на омраза и дали општеството знае дека некој чин на говор спаѓа во говор на омраза? Кривичниот законник кај нас не го дефинира говорот на омраза како едно кривично дело. Сепак елементите на говор на омраза се гонат преку неколку различни кривични дела. Например, изложување на подбив на македонскиот народ и припадниците на заедниците, предизвикување омраза, раздор или нетрпеливост врз национална, расна, верска и друга дискриминаторска основа, ширење расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски системи. Ова се тие две дела според кои што најчесто се гонат, да речеме, сторителите на говор на омраза. Битно е да се знае дека говорот на омраза треба да биде јавно истакнат, односно дека треба да биде се смета дека е јавно истакнат ако е даден во физичкиот простор, ако е направен, или пак доколку е на, да речеме, социјални мрежи, каде што се очекува дека јавност има пристап до тоа и го гледа. Тука битно е да се напомена дека нели говорот на омраза се случува кон одредена група луѓе врз основа на нивна заштитена карактеристика како што е етничката припадност, нели во случајов или раса, боја на кожа и така натаму. И нашиот законодавец, на пример, кога го правеле кривичниот законник, имале предвид кој е нашиот општествен историски контекст и тоа е се земено предвид, така што ние, да речеме, на ниво на легислатива сме окей до некаде, со тоа што има потреба тука да се би додала дека треба да се вметнати сексуалната ориентација и родовиот идентитет како експлицитни основи. Меѓутоа, во голема мера законот го отсликува она што се случува кај нас. Сега, луѓето може да препознаат говор на омраза. Како што напоменав, има нели различни степени. Дел може да бидат кривична, да подлежат на кривична одговорност, дел се, да речеме, вознемирувачки говор.
за кои што надлежна е, да речеме, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Јас приметувам дека луѓето се почесто знаат кога се дискриминирани, знаат кога се жртви на говор на омраза. Сега тука доаѓаме до една друг аспект каде што не се пријавува заради тоа што немаат луѓето доверба дека институциите ќе постапуваат. На страна Комисијата за заштита од дискриминација, таа е ограничена во ресурси, ограничена е дури во мандатот на кој што го има за постапување за говор на омраза, меѓутоа еве јавното обвинителство многу ретко постапува и многу ретко, според мене, например, многу побитна функција е превентивната функција, односно еве пред некој надпревар да се случи, затоа што може да се проценат кои надпревари се со голем висок ризик од насилство, може да се процени да излезе и да каже дека секој следен говор на омраза на трибини ќе биде санкциониран соодветно. Тоа не се случува кај нас. Секогаш се чека реактивно, нели, да се постапува по пријава или по случка, и тоа само доколку има притисок од јавноста, така што луѓето мислам дека се обесхрабрени да пријавуваат и такако. Ние ќе продолжиме да зборуваме за пријавување, санкционирање, спречување и све тоа само по рекламите, што име нешко путијата шкурите публицитаре, да рикнеме се на студио. И ако порикнеме се на студио, да ритани биседувам бијата се чвар џуа урејтија си е карактеризоем целиот на то базат, бите целиот мунта дноет џуа е урејтис. Мирпо на факт не да виоем биседен тон кто да ритим да дуке озерувар да пак мошом. Спомнавте нашиот историски дел. Дали тоа може би влијае за нас да нормализираме говор на омраза? Зборувам не може би само за говорот кој што веќе е кривично дело, но еви ова што е навредливо. Дали не е нормализиран таквиот говор и таквиот разговор, да викаме? Па да, нормализиран е дефинитивно. Ние гледаме често како се случува говорот на омраза, и тоа најмногу се случува помеѓу најголемите две етнички заедници, помеѓу македонците и албанците. Ние во Хелсиншкиот комитет вршиме мониторинг на говорот на омраза, па и на делата од омраза, или како резултат на несанкциониран говор на омраза. Она што ние го забележуваме е дека да речеме говор на омраза во последните 3 години имаме секоја година над 1000 регистрирани случаи. Забележуваме дека националната основа и етничката основа се високо во процентите во застапеност. Понатаму доаѓаат, нели, сексуалната ориентација, родовиот идентитет, и искрено ова според мене го користат одредени повеќето политички партии и структури за и онака поделеното општество да го поделат уште повеќе и да се остварат одредени политички поени, со тоа што губиме само ние како граѓани. Да, така што влијае и такако, особено имајќи предвид дека да речеме во делот на дело од омраза, инцидентите кои што се случуваат со пристрасен мотив најчесто се случуваат врз основа на етничка припадност, и поразително е тоа што се случуваат најмногу помеѓу млади лица, односно како жртви или како сторители се јавуваат малолетни лица од двете заедници. Да, истото се случува и во спортот, пошто навивачите најчесто и се млади лица. Што тоа покажува за нашето општество, дека не сме ги надминиле сите тие проблеми, припети со кои сме се соочиле порано? Да, па така најверојатно и тоа го покажува. Ние имаме еве сега и од скоро веќе не толку скоро 2015 година, измени од 2021 има законот за спречување на насилство и на достојно однесување на спортски надпревари. Значи, забележана е таа потреба да се регулира тоа однесување на спортските трибини и е реагирано. Донесен овој закон кој што е малку поширок закон, да речеме, од говорот на омраза, затоа што освен тој концепт предвидува и други некои концепти внатре, како што е, не знам, забранување да се внесуваат пиротехника, оружје, алкохол и така натаму, меѓутоа исто така и јасно забранува дека треба да се дека треба да се забрани внесување и истакнување транспаренти, знамења, да се довикува нели навреди и слично, кои што може да предизвикаат раздор, омраза и така натаму. Сега тука исто влијание имаат нели организаторите на
на тие надпревари кои што се должни секогаш да го проценат ризикот на за насилство, за случување насилство, па според тоа и да го зголема, да речеме, бројот на редари, да се работуваат со МВР и така натаму. Законот мислам го задолжува МВР да води евиденција за изречените, тоест за лицата кои што нели предизвикала насилство или некои слични забрани што ги пропишува законот. Меѓутоа понатаму прекршочниот суд изрекува санкции. Немаме баш податоци колку санкции се изречени. Искрено ние во Хелсиншкиот комитет не сме ни чуле нешто такво да се користи. Така што ова е да речеме еден окей закон, меѓутоа имплементацијата како и на се друго малку затајува тука. Да, еден момент е важен. Имаме закон кој што е конкретен само за спортот, значи немаме потреба од некој поопшт закон, имаме конкретен закон и истиот на пример забранува внесење на транспаренти, како што кажавте. Како се внесуваат внатре ако законски е забрането? Да, некој знаете како веројатно нели некој дозволува тоа да се случи, меѓутоа исто така и тоа не е санкционирано потоа, затоа што таму треба да има службеници од МВР кои што нели ќе приметат дека има такви транспаренти, па и таму се и радарите кои што веднаш имаат можност да ги предупредат и да ги оддалечат, да ги однесат во полициска станица тие што нели носат такви транспаренти. Така што да, имаме големи пропусти во постапувањето на сите што се задолжени да гарантираат безбедноста на еден спортски надпревар. Како законот да не постои воопшто. Да. Освен еве нели сега за поздрав е одлуката на ФФМ како федерација да ги казни, мислам дека казни или Вардар со еден надпревар да го игра без публика и дополнително има 5000 евра казна заради тие скандирачки. Тоа наведено во нивната одлука дека заради скандирачките, скандирањата на надпреварот. Така што тоа е нешто што е за поздрав, заради тоа што исто така претходно не знам баш колку, не сум баш упатена дали го имаат и претходно тоа правено. Меѓутоа веројатно под притисок и на јавноста да презема таков чекор, што е секако за поздравување. Сметам дека и федерацијата има многу голема улога тука, како и самите клубови или самите играчи, за да речеме учествуваат во кампањи за подигнување на свеста, прво кај своите клубови, кај своите играчи, кај своите навивачи, а понатаму и на пошироката јавност која што ги следи дали преку телевизија или на стадионите. Така што треба да го земе ФФМ примерот да речеме на УЕФА, имаат они статистика цела каде што евидентираат колку случаи на говор на омраза имало и како всушност 74% мислам беше од целата статистика дека говорот на омраза ги таргетира фудбалерите, односно ги засегнува, им влијае. Понатаму дека на високо ниво беше говорот на омраза врз основа на расата, сексуалната ориентација и така натаму, така што може и ФФМ нели да продолжи за тоа еден позитивен тренд на забележување дека постои говор на омраза првенствено и потоа да го санкционира со сите можности што им се на располагање. Дали можеби не навремената реакција од ФФМ и исто така несанкционирање досега придонела до оваа состојба наша? Да, секако е така. Секогаш кога дозволуваме често да се случува говорот на омраза и не покажуваме јасно сигнал дека тоа нема да биде толерирано во иднина, ќе се случуваат вакви работи. Јас се надам дека ова ќе биде да речеме еден сигнал за понатаму да не се случува, затоа што до сега сигурна сум дека се ова што се случува заради тоа што претходно не било адресирано како што треба. Спомнавте играчи и исто така и спортските клубови, пошто федерацијата, кажавме која е улогата. Колку е важно и спортистите сами да можеби да спречуваат, да не дозволуваат такви навивувања и така натаму? Да, тоа е исклучително важно, заради тоа што нели навивачите се оние кои што ги поддржуваат играчите и претпоставам дека таа поддршка е взаемна. Значи и играчите треба да влијаат на
навивачите и навивачите на играчите. Така што секој играч кој што ќе забележи дека некој негов навивач не е спротивниот, зборам за своите навивачи, мора да речеме да апелира до нив. Сигурна сум дека имаат можеби одредени состаноци, не знам како и тоа функционира меѓу нив, меѓутоа мора да го адресираат тоа дека говорот на омраза не е нешто што се толерира, дека не треба да се случува. Евентуално јас да би била играч ќе излезам од теренот, ќе си отидам, ќе го напуштам над преворот заради тоа што моите навивачи скандираат и на тој начин ќе дадам јасна порака дека јас не сакам да бидам дел од тим кој што има такви навивачи. Пример сега. Да, мислам дека имаат доста битна улога и дека треба да направат се што можат да го спречат говорот на омраза. Дека кога се спомнуваат имењата на навивачите, ако се знае дека ќе бидат во ист терен, многу лошо е тоа што се очекува насилство, се очекуваат говор на омраза. Што ги поучува помладите, пошто средношколците ќе бидат следните навивувачи? Да, па и средношколците и се веќе навивачи, всушност тоа е она што го спомнав претходно, дека младите, нашите статистики покажуваат дека младите се тие кои што најмногу учествуваат и во говорот на омраза и во делата од омраза, кои и понатаму да речеме говорот на омраза преминува и на социјалните мрежи. Така што многу е битно каков пример ќе поставиме за младите за да можат потоа да имаат добар репер како да се однесуваат на спортски надпревари, што не треба да прават и најмногу треба да сватат кон што доведува тоа што да речеме некој ќе шири говор на омраза. Не е дека ќе излезнеме само на спортски трибини и ќе викаме разноразни скандирања, ќе шириме омраза. Тоа има последици, за човекот што го слуша тоа, што припаѓа на таа група, за целата таа група на која што човекот припаѓа, за целото општество. Мислам, одма се осеќа поделеноста од како ќе се случи нешто такво. Ова би било и вид на булинг, ако би се однесело особено во меѓугенератски кај децата. Зашто ние не зборуваме многу за последиците? Веќе мислам дека многу малку се санкционираше и се затвори случајот. Не се зборува за тоа како една етничка група може да се чувствува со овие навивања. Да, па искрено нашиот проблем е како на држава и на институциите, да речам, во однос на говорот на омраза, е тоа што не водат речиси никаква статистика за говорот на омраза. Говорот на омраза, кога водиме статистика, ни дава баш увид во тоа колку ние докаде сме со тој тренд на говор на омраза, што сме преземале за да го спречиме, каде треба да се подобриме и како влијае тоа врз цела една група и цела една општество. Ние не можеме тоа да го направиме. Еве, например, ние како Хелсиншки комитет имаме две платформи за следење и на говор на омраза и на делот омраза. Го правиме тоа и ние ја ставаме нашата платформа, двете наши платформи на располагање на институциите за да добијат увид во тоа што се случува, меѓутоа ретко кога сакаат да ги искористат нашите податоци. Што значи дека ние не можеме да ги видиме штетните последици, иако сите ги знаеме и ги слушаме дали од свој близок, дали од кој било во општеството, ние ги слушаме меѓу нас, меѓутоа тоа како да нема некој како да не се отсликува на надлежните институции, како да не се отсликува на ниво на држава, на ниво на политика, така што тука е еден голем проблем, јас мислам, со статистиката која што никако не ни покажува што се случува кај нас и што правиме за да ја подобриме ситуацијата. Што би требало конкретно да превземеме за подобрување на ситуација? Така, значи најпрво спомнавме санкциите, мора да почнеме да го санкционираме говорот на омраза кој што подлежи на кривична одговорност, додека пак оној кој што подлежи на граѓанска, на управна постапка, да речеме да се решава пред Комисијата за заштита од дискриминација и така натаму. Значи, прво јас би апелирала и до граѓаните да пријавуваат секогаш кога се соочат со говор на омраза или кога се, да речеме, жртви на делот омраза, исто така да пријавуваат. Сега да речеме кога сме во делот на санкциите, само би сакала да напоменам, еве ги спомнавме кривично правните санкции, меѓутоа една можност е да се изрекува и општо корисна работа, заради тоа што не секогаш кривичните санкции, казна затвор и парична казна се соодветни. Општо корисна работа е еден добар институт кој што всушност може да влијае позитивно за понатамо.
Меѓутоа, сепак, во секој случај, мислам дека мора да имаме ние санкциониран говор на омраза, заради тоа што несанкционираниот говор на омраза доведува до дело од омраза и до раздор во општеството. Понатаму, она што би препорачала е многу да се обрне внимание на образованието, значи уште децата од млади треба да се учат на толеранција и на тоа дека треба да ги прифаќаме нашите различности. Мислам, ние тука на Балканот живееме толку многу различни луѓе и многу е искрено глупаво, иако ќе употребам ваков термин, да не се прифаќаме и да дозволиме некој да користи, да профитира на нашата подолба. Би препорачала исто така да федерацијата, клубовите, играчите да соработуваат со своите навивачи, меѓутоа и да апелираат и да пошироката јавност за да се зголеми свеста за спречување за говорот на омраза. Би требало дури државата да речеме да ги поддржи со поголеми ресурси и комисијата за заштита од дискриминација и невладините организации кои што на некој начин постапуваат и ги застапуваат граѓаните, дали пред судски постапки, дали во кривични постапки и така натаму, така што да, мислам дека таму можеме да тргнеме со препораки. И можеби спроведување на закони. Да, тоа секако. Ние секогаш имаме добри закони на хартија и кога ќе видиме во имплементацијата дека нешто фали, мислам дека треба веднаш да реагираме и да видиме што е проблемот. Дали можеби би донело промена ако во кривичниот закон ќе имаме конкретно кривично дело? Говор на омраза? Па да, ние искрено го разгледувавме и таа опција ја разгледувавме. Имавме некои истражувања во однос на тоа. Еден наш став беше дека можеби е потребно да има една дефиниција, заради тоа што да речеме кога легислативата е нејасна, може да доведе до несоодветна судска пракса. Кога легислативата би била доволно јасна и луѓето би знаеле кои се тие штетни последици што нивните действија, односно нивните однесувања ќе ги предизвикаат и на некој начин ќе се саморегулираат, односно ќе можеби ќе се спречат нема да го направам ова затоа што ова е кривично дело, иако дури и сега јавното обвинителство има можност да постапува и да гони говор на омраза. Штета што многу ретки се случаите кога тоа се прави. Ние ќе продолжуваме да зборуваме на овој дел, особено на правата на човекот кога се работи со говор на омраза. Ќе одиме малце во реклами со публицитет, да рикнеме сришно студио. Ако рикнеме сришно студио, да доваждам темен би ġuhune u rejtjes, në fakt kjo gjuhë e cila shumë rand ose rrallë dhe vërehet dhe dihet të njihet nga jashtë, por që dëmet e saj janë më të thella. Би сакала да зборуваме за тоа дека секој од нас има право на мирен живот и говорот на омраза го повредува ова право наше. Да, говорот на омраза задира во баш достоинството на човекот и во она идеја за еднаквост помеѓу сите луѓе. Нели како што кажа, влијае на цело едно општество, не влијае конкретно само на еден човек кон кој што е насочен, не влијае само на една група кон која е насочена, тоа влијае да се наруши мирот на цела една заедница, да се наруши редот на живење, да се наруши квалитетот на живот на заедницата. Има многу сериозни последици, значи има сериозни психолошки последици, има случаи каде што да речеме говорот на омраза може да предизвика одредена група да е непосакувана во општеството, да се чувствува отфрлена од цело едно општество, што е многу поразително за едно демократско општество како нашето. Како се спречува говорот на омраза во другите држави кои што можеби многу посериозно ја сваќаат ова проблематика? Да, па така има еден, како што кажав, нема некоја универзално прифатена дефиниција. Сите држави прибегнуваат на еден или на друг начин со регулирање на говорот на омраза во своите законодавства. Има една препорака на Комитетот на министри на
на Советот на Европа препорака РЕК 2022 од 2022 година, која што го дефинира говорот на омраза на некој начин, вели дека секој вид изразување кој поттикнува, промовира, шири или оправдува насилство, омраза или дискриминација кон лице или група лица, или која маловажува поради реални или пропишани лични карактеристики или статус како што се раса, боја, јазик, религија, националност, национално или етничко потекло, возраст, попречен пол, родов идентитет и сексуална ориентација. Значи меѓународните стандарди ги даваат насоките, дури еве даваат и дефиниција некоја од која што се водат другите држави. Државата според меѓународните стандарди треба да направи разлика, нели, како што кажав, на степените на говорот на омраза, дали е тоа кривично право и така натаму. Во одредени држави и телата за еднаквост имаат многу широк мандат за постапување за говор на омраза и тоа го сметаат како еден, да речеме, поефикасен механизам за заштита, заради тоа што додека кривичното право изрекува парични казни и затворски казни, овие управни граѓански постапки всушност само изрекуваат исплата на надоместок или пак забрана да се врши говор на омраза. Бесплатни се постапките, нели, за граѓаните најчесто, со тоа што се воведува експлицитно мандатот на, да речеме, комисиите за телата за еднаквост да постапуваат во случај на говор на омраза, кај нас тоа не е случај. Комисијата нема експлицитен мандат за постапување за говор на омраза. Тој мандат произлегува од членовите 9 и 10 со Законот за спречување заштита од дискриминација, кои што всушност се го регулираат вознемирувачкиот говор, односно поттикнување на вршење дискриминација. Комисијата се залага многу за, да речеме, во превентивна функција што ја има за говорот на омраза, за спречување на говорот на омраза, меѓутоа сепак има, да речеме, ограничени ресурси и нема експлицитен мандат за да го решава тој проблем како што е случајот во другите држави. Имаме ние тука, да речеме, кога станува збор за говорот на омраза на интернет, секторот за компјутерски криминал при МВР е должен да постапува по тие пријави, со тоа што многу е ограничена постапката за, нели, добивање информација од социјалните мрежи за тоа кој е сторител. Најчесто наместо да се добие многу лесно таа информација, се оди преку меѓународна правна помош, па да се добие, нели, IP адресата на сторителот и така натаму, и тоа многу тешко оди, многу долго влекува постапката и заради тоа и нема многу развршници на овие постапки. Има меѓународни стандарди кои што сега, да речеме, директиви, регулативи кои што всушност им даваат обврски на социјалните мрежи да соработуваат со надлежните власти за кога има, да речеме, говор на омраза и дискриминација, меѓутоа нашата држава уште нема подпишано таков документ, па не можеме ние да бараме, да речеме, Facebook да ни даде податоци веднаш да е должен да ни ги даде тие податоци. Многу често се случува социјалните медиуми, односно мрежите, да не соработуваат со нашето МВР, па не им даваат информација за говорот на омраза и за сторителите. Ние имавме големо кривично дело со јавна соба, беше многу поголем од говор на омраза и пак немаше соработка. Видата соработката во сите делови, мислам, во нашава држава, кога станува збор за човекови права, најмногу изостанува. Ние се обидуваме, или поднесуваме пријави до јавното обвинителство. Имаме поднесено секоја година, да речеме, по 5-6 во просек пријави поднесуваме. Најчесто ги поднесуваме врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет како маргинализирани групи, со кои што ние најчесто работиме, доаѓаат лично, да речеме, да пријават, меѓутоа нема позитивна одлука од обвинителството. Тоа е доста поразително за нас. Најчесто нема ни одговор, кога има одговорот е многу краток и не е образложен. Понатаму ние немаме како граѓанска организација можност да поднесеме жалба на таа одлука доколку немаме, нели, оштетено лице директно, а тука станува збор за говор на омраза на поголема група граѓани.
така што има доста така недостатоци во системот за заштита на говорна омраза, па и нели другите области. Хелсинскиот комитет веќе многу години работи во Скопје и во Северна Македонија. Ако ја гледаме големата слика, кога зборуваме конкретно за говор на омраза, се подобруваме како општество или со социјалните мрежи и со можностите за проширање на говор на омраза само одиме на полошо? Да, па не знам баш дали така едноставно можеме да одговориме дали одиме на подобро или на полоша, меѓутоа фактот дека говорот на омраза се зголемува секоја година и тоа се должи најмногу на социјалните мрежи, заради тоа што е повирален, полесно остварлив, да речеме, на социјалните мрежи. И она што покрај тоа што нели како народ шириме говор на омраза, како држава не можеме да се справиме со тоа, така што да, можеби одиме на полоша, заради тоа што не си ги почитуваме собствените правила, собствените закони, не ги применуваме. Не се учиме, мислам, ние најчесто сме општество што реагира на работите, не презема нешто превентивно пред да се случи, пред да дојде до тоа, да се постави, да речеме, таква една почва за да нема говор на омраза, да се обрне внимание на најмладите во уште од најмала возраст, за да речеме воспитување, за во образованието да бидат вклучени тие сите аспекти на почитување на другиот, на почитување на достоинството на секој еден човек кој што живее и во оваа држава и надвор од оваа држава, мислам, да, тоа е нешто што каде што стварно потврламе. Нешто што кај нас се случува е средното образование е поделено најчесто. Дали мислите дека тоа плюс допринесува на оваа ситуација? Дали можеби мешани средни образование и средни школи би било подобро? Неки основни имаме мешани. Да, па видете, јас лично нели во основно имам учено во мешана школа и тоа било за мене, да речеме, многу позитивно искуство. Така што секако мислам дека не би требало да се делиме. Тоа е целата поинта на ова што денеска го зборуваме за говорот на омраза. Говорот на омраза е тоа што не дели, а тоа го учиме преку претходна подолба некоја настаната, каде што ние всушност немаме допирна точка со другиот. Да речеме, кога ние уште од најмали би биле сите заедно и знаеме кого напаѓаме кога кажуваме некои одредени навреди и го маловажуваме некој друг, тоа многу потешко ќе ни биде да го навредиме тој човек кога го знаеме, кога имаме предрасуди, имаме стереотипи кои што се должат баш на тоа што уште од најмала возраст ние се делиме. Да се прошириме малку на работата на Хелсинскиот комитет, особено нели до сега зборувавме за говор на омраза. Што ни е најмногу потребно да се промени во општеството за Хелсинскиот комитет да даде извештаи, добри извештаи? Да, па нашата работа во голема мера зависи од тоа, ние всушност сме некој канал врска помеѓу граѓаните и институциите и нашите позитивни извештаи, да речеме, би зависеле од тоа колку институциите ќе се вршат својата работа. Ние работиме во многу области, значи работиме во областа дискриминација, говор на омраза, дело од омраза, семејно насилство, затворени институции и така натаму и она што ние го правиме, даваме бесплатна правна помош, ги прибираме сите оние информации директно од граѓаните, сите правни прашања, проблеми кои што ги имаат и ги пренесуваме до институциите. Многу често се случува да институциите не постапуваат, да не одговараат, да не реагираат на тоа што е предмет на проблемот, така што она е тоа што нашите извештаи би ги сменила, тоа е постапување на институциите, можеби заложба на државата многу повеќе да се грижи за своите граѓани отколку за некои надворешни фактори, така што да. Што би се сменила ако институциите би биле перфектни на нивната работа? Па перфектни не знам дали е можно сите да бидеме перфектни, веројатно и не се стремиме, можеби се обидуваме да бидеме перфектни, ама во тоа е убавината на нашето постоење, да се обидуваме да бидеме добри и да бидеме сите да се почитуваме меѓу себе.
така што јас претпоставам дека би живееле во еден убав град, во една убава држава, со пријателски односи, со не знам, со толеранција, со недискриминација, да. Значи, би живееле како тие држави кои што... да. Што знам, нашиот стримаш може би некоја скандинавска, да речеме, од каде ги зимаме законите. Да, така е. Законите ги зимаме, меѓутоа не е праксата. Да. Јас се надевам дека следната фудбалска игра и не само фудбалска, особено кога ќе биде помеѓу албанците и македонците, ќе биде мирна да. и со љубов. Да. Иако навивачите пак ќе навиваат за нивните клубови. Благодарам многу за вашето време. Не знам дали имате некоја последна порака за нашите граѓани? Да, јас само би се надоврзала на ова, дека јас се надевам дека и покрај тоа што ќе се навиваат за својот тим, ќе го прават тоа на начин на кој што ги почитува и играчите на Тиранот и навивачите на спортивната екипа и така. Тоа е мојата порака, да. Благодарам многу. Благодарам и на вас.